Макфест е македонски бренд, препознатлив не само во регионот, но и пошироко во европски рамки. Едногласни се министерот за култура Хусни Исмаили и штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Токму затоа поддршката за негово обстојување е императив за ресорното министерство. Поради значајот на овој фестивал, ние како Министерство за култура и понатаму ќе продолжуваме да го поддржуваме од овој фестивал, како што ова година беше најголемата наша поддршка во однос на минатите години, а исто тоа верувам дека не само и градоначалникот и Македонската телевизија, него и други организации ќе се приклучуваат секоја следна година, особено следната, ако се има во предвид дека таа е веќе 35-то јубилејно издание на Макфест. Градоначалникот Бочварски ја потврди заложбата на општината и днината на Макфест е осигурана. Макфест зрачи со култура, со традиција. Макфест е темелот врз кој што се градеа најпознатите наши имиња, вклучувајќи го овде и легендата Тоше Проевски, Каролина Гочева, Кемал Монтено, Даниела Мартиновиќ. Тоа се меѓународно познати звезди кои што поминале на оваа сцена, така што можам да кажам дека фестивалот оваа година се чувствува дека го враќа својот сјај, како што беше и минатата, бидејќи градот се чувствува дека живее за овој фестивал. Дека Макфест е магнет за афирмација на младите пејачи, но и за оние кои со години се на неговата сцена, го потврдуваат и учесниците. Навистина е огромен дил да се настапува на ваков фестивал, особено за Макфест конкретно да зборам. Едва и чекав да дојдам и да настапам на оваа сцена како млада македонска пејачка, артист, како да кажам. Навистина не е мала работа. Прекрасно пред се дружење, еве сега во овие изминати години и запознавање со нови млади сили. Значи прекрасно секој случај. За уметничкиот директор најважно е макфестовските рефрени по завршувањето на фестивалот да останат во меморијата не само на граѓаните, но и на програмите на медиумите. Се надевам дека после фестивалот ќе останат песни кои што ќе се вртат, кои што ќе ги слушаме на радиостаниците. Годинава за фестивалскиот Гран При, вреден 5000 евра, ќе се борат 20 композиции, чиј глас на публиката ќе реши да бидат во утрешното финале. По изведувањето на 30 песни од вчерашната и вечерашната полуфинална вечер.